Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучуваме тематиката на првото и второто послание до Коринтијаните. Четврток, 6 август. Дарот на пророштвото. Дарот на пророштвото зазема истакнато место во Павловата дискусија за духовните дарови. Интересно е што дарот на пророштвото обично се споменува пред дарот на јазици. 1 Коринтијаните 12:10 и 28, 1 Коринтијаните 13:8. Кога дарот на јазиците се споменува за прв пат, тоа било само за да се нагласи неговата релативна важност во споредба со дарот на пророштвото. 1 Коринтијаните 14:4, 5, 6 и 22. Прочитајте Ефесијаните, 4 глава, 11 до 13 стих и 1 Коринтијаните 14 глава, 3 и 4 стих. Што ни кажуваат овие пасоси за целта на духовните дарови воопшто, а особено за дарот на пророштвото? Ефесијаните 4, 11 до 13. И тој даде едни за апостоли, а други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастири и учители, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. 1 Коринтијаните 14, 3 и 4 стих. А кој пророкува, им зборува на луѓето, за поука, опомена и утеха. Кој зборува на јазик, се изградува себе си, а кој пророкува, изградува црква. Што ни кажуваат овие пасоси за целта на духовните дарови воопшто, а особено за дарот на пророштвото? Дарот на пророштвото требало да обезбеди изградување, опомена и утеха. 1 Коринтијаните 14:3 споредете со дела 15:32. Ова ни кажува дека пророштвото не се занимава толку со предвидување на иднината, колку со начинот на кој треба да се живее во сегашноста. Грчкиот глагол профетео може да значи или да се каже нешто однапред, или да се каже нешто во име на некој друг. Например, тоа прво значење се гледа во текстот Дела 2, 29 до 37. Споредете со Амос 3 глава 7 стих, каде што идејата за Давид како пророк се објаснува со тоа што тој однапред знаел. Второто значење го гледаме во стихот Дела 15:32, каде што Јуда и Сила се препознаваат како пророци. Нивното пророштво сепак се состоело во тоа што со многу зборови ги утешија браќата и ги подкрепија. Од текстот Ефесијаните 4:11 до 13 дознаваме дека духовните дарови не престанале да постојат по апостолска доба. Тие треба да бидат присутни до крајот, Дела 2:39. Меѓутоа, ако некој тврди дека е пророк, неговиот или низиниот дар мора да се процени врз основа на Светото писмо. Општо земено, треба да бидат задоволени 4 правила. Прво, пророштвата се остваруваат, 5 Мојсеева 18:22, Еремија 28, 8 и 9. Второ, нивната порака е во согласност со пораките на претходните пророци, 5 Мојсеева 13:1 до 3, Исаја 8:20. Трето, нивниот секојдневен живот ја покажува нивната посветеност на Христа, 1 Јованова 4:1 до 3. Четврто, Исус рекол дека лажните пророци ќе бидат препознаени по нивните плодови, Матеј 7:15 до 20. Истото важи и за вистинските пророци. Книгата Откровение покажува дека дарот на пророштвото е посебна карактеристика на црквата на остатокот. Откровение 12:17, Откровение 19:10. Како адвентисти на седмиот ден, веруваме дека дарот на пророштвото е бил даден на Елена Вајт и тој се огледува во нејзините списи. Кои причини ги имаме за да веруваме во пророчкиот дар на Елена Вајт? На кои други прашања треба да се одговори во врска со нејзината улога и авторитет?